Рапелстилски. Еден воденичар толку се гордееше со својата убава кирка, што се фалеше со неа пред сите. Еден ден, во присуство на кралот, тој почна да ги велича нејзините доблести и во сиот замес почна да претерува велејки. Чујте, почујте, не е лага. Да испреде златна преѓа од обична слама, може керка ми драга. Кралот, кој беше алчен човек, ги слушна овие зборови и нареди да ја затвора девојката во соба во која имаше цел рид слама и едно вретено. Воденичаравата кирка не знаеше како да испреде златна преѓа, а почна неутешно да плаче. Одеднаш пред неа се појави едно чудно џуџе, кој и понуди помош, а за возврат го бараше нејзиниот гердан. Таа прифати и џуџето работеше вредно цела ноќ. До зори сламата веќе ја немаше, а сабата блескаше од фината златна преѓа. Кралот беше толку задоволен што нареди да се донесе двојно повеќе слама за предење до следното утро. Џуџето повторно се појави да и помогне, а овој пат таа го даде нејзиниот прстен. Истото се случи и наредниот ден, само што девојката веќе немаше што да му даде за возврат на нејзиниот мистериозен помагач и рече: кога кралица ти ќе станеш, твоето прво дете мене ќе ми го дадеш. Девојката воопшто не ни помислуваше дека еден ден ќе стане кралица. Еднаш се согласи. Џуџето ја предеше сламата и следното утро кралот најде доволно злато за целиот негов живот. Потоа, бидејќи виде дека девојката беше исто толку убава колку што беше и доблесна, реши да се ожени со неа. Воденичаравата кирка прифати со сета радост. По една година кралицата роди прекрасен син. Кога џуџето дојде да си го побара договореното, кралицата ја свати грешката што ја направи и почна да очајува, молејќи за уште една шанса. Џуџето се мислеше и на крајот ти рече: ако за 3 дена откриеш кој е името мое, малечково дете ќе си остане твое. Паѓајќи се за оваа сламка на спасот, кралицата испрати нејзините војници во најдалечните краишта на кралството да го откријат името на џуџето. За несреќа, никој не го знаеше. Третиот ден, еден од кралските пратеници дојде со вест дека видел едно чудно човече во шумата, како подскокнува и си пее. Кога кај кралицата ќе одам, ќе го земам нејзиниот син, јас сум најпаметен и се викам Рапелстилски. Кога го слушна тоа, кралицата срипа од среќа, а подоцна го пречека џуџето со насмевка на нејзиното лице. Џуџето веднаш ја праша: како се викам? А таа му одговори: да не се викаш Петар? Не, ја одврати пресреќно. Тогаш да не се викаш Иван? Му рече, преправајќи се дека е загрижена. Не, се предаваш. Че
чекај, а случајно да не се викаш Рампелстилски? Кога си го слушна името џуџето, почна да скока горе-долу и да махта со рацете во гнев, се додека не исчезна. Од тој ден, веќе никогаш не се врати повторно.